Македонската клубска сцена има доста познати имиња, едно од нив е и Боријан Илковски, попознат како DJ Bono. Ја имаме честа да биде во Hype TV и да не раскаже нешто повеќе за себе, за неговите контраверзи и за сето она што го карактеризира него како DJ, но и како пејач. Боријан, ти посакувам добре дојде во Hype. Фала многу, ми е исклучиво значајно што ме поканивте кај вас во емисијата, што ја водите, односно телевизијата која веќе е во подем. Ви честитам за стореното до сега и многу ми е драго, Небоша, фала и добро вечер до сите што не гледаат. Би сакал да те прашам, од каде DJ Bono на Макфест? И убаво прашање, јас веќе трет пат настапувам на Макфест, првиот пат настапив заедно со Кристина Димитри, поздрав до мојата колешка, се надам дека е добро и многу ми е мило што ја гледам каде што е денеска, а вториот пат настапив со победникот Зоран Илиев од Штип, кој многу ми е драг и ми стана веќе и еден Двократниот победник. Двократен, извинете, да, двократен победник, а третиот пат како што можете да видите настапив со мојата нежна половина DJ Тамара, која заедно извадивме една песна, која и она е DJ и артист во исто време, нешто слично како мене. Песната се викаше Ла Бамба. Бамба се викаше, да. Колку сакам самба, вие Бамба. Да, поздрав до тој хит во тоа време, баш ми е драго и Бамба се вика песната и многу ми е мило што ете се појавивме со нејзе. Очекуваме малце повеќе, меѓутоа нема врска, јас не се откажувам, не сум човек што лесно се откажува, така да мислам дека ќе продолжам да го работам тоа што го работам без разлика дали има успех како што јас сум очекувал или нема. Тоа ме интересира, зошто не влеговте според тебе, зошто сметаш дека не влеговте во втората фестивалска вечер, односно во финалето, така да го наречам? Искрено лично имавме малце проблеми околу танчерките. Ни откажаа во 5 за 12, и најверојатно требаше да има систем со пораки, мислам дека ќе победевме. Така да од тој аспект мислам се шалам нормално. Немавме доволно сценска кореографија, на Тамари беше прв пат. И мислам дека имаше голема трема, се виде тоа, ја поздравувам да вежбаме заедно и да подобриме се што не сме направиле подобро. Песната има светски призвук, кој се појавува зад песната? Кој стои зад... Мислам дека ти си. Точно. Идејата јас ја реализирав односно целосно, меѓутоа микс мастерот е лично на познатиот Јован, туку неговиот брат Иван Јованов и Вајо, што го знаеме во јавноста. Поздрав до него, фала многу што ни сработи прекрасно оваа песна. Текстот е мој лично дело, јас сам го напишав, а додека битот е позадинската слика на Гокшата, односно мој драг пријател кој заедно работиме на веќе долго време на проект што изјавуваат во јавноста како нашите ремикси на познати македонски народни песни и на хитовите од времето на Тоше па се до Владо Јаневски и така натака. Што мислиш според тебе, колку е тенка линијата помеѓу диџејството и префрлањето на комерцијална музика? Многу тенка, заради тоа што веќе имавме два примери во таа насока. Едниот од нив е Тони Зен, кој е мој огромен пример за работите, и едниот од нив, за жал, до него почина пред некој недела дена две, Панчо, кој мене лично исто ми беше голема инспирација за ова да го продолжам и ми помагаше. Жал ми е што меѓу нас веќе не е. Многу почнав да се работуваме баш кога се деси ситуацијата. Ние претходниот месец почнавме да се работуваме, ми даваше премубави совети, многу ми е жал што не е меѓу нас и мислам да беше тука ќе ми помогнеше и уште подалеку да стигнам во работите. Како го правиш изборот на песните? Секој диџеј си има свој тек по кој работи, меѓутоа кај тебе малце по-специфичен тој тек. Како? Јас искрено имав пример, зедов од еден колега во Book Lollipop, поздрав до цела агенција Book Lollipop и до господинот Јане Јанев и до моите родители. Земав пример каде што он мешаше наши македонски песни со англискиот, односно хип-хоп стилот на во светот, и од тука си зедов идеја, викам чекај малце, ќе биде интересно јас ако еднашка измиксам македонска, еднашка хип-хоп, еднашка латино, па еднашка балкански хит, српски или бугарски или не е важно друг јазик, во кој што публиката ќе биде задоволна, односно во целост сите ќе би биле задоволни. Нема да има само таква музика, нема да има само ваква музика, туку ќе има се. Дојди по мене убаво на се. Тоа е мојата, ајде да кажам, вегета, тоа е мојата зачинот. Мојот зачин и мислам дека луѓето го видоа тоа во мене, бидејќи тоа го правам баш затоа и можеби ми веруваат и доаѓаат да си поменат убаво. Доста си баран, како што гледам на клубските настани, колку си задоволен од сето тоа, па и парично? Искрено не можам да се пожалам, преубаво ми е, секогаш може подобро, давам се да биде подобро, целам кон подобро, задоволен сум, газдите многу ми веруваат, поздрав до сите, многу соработуваме бидејќи во паралела отворив еден вид на мини агенција под Lollipop агенцијата, од која се вика Ритмо. Таму веќе формирав тим кој јас ги советувам како да се изградат како диџеи во нашава држава, па планираме и на интернационално ниво ако Господ даде, а Господ што дава, дадено е. Така да се надевам дека ќе изградиме тоа што го целиме.
Она пошто те препознава публиката покрај тоа што се занимаваш со диџејствање или со пеење и со стиховите на песните, има во одредени моменти каде што се спомнува експлицитна содржина, меѓутоа претпоставам дека тоа е направено да биде тригер за публиката или Видете, јас како мал ние сме слушале секогаш и англиска музика во која има такви вид на тригер зборчиња и сметам дека во тоа време ние кога слушаме тоа не сме го сваќале сериозно, а се надам дека и сега публиката, малата публика што ете вие викате дека ја имаме, не го сваќа, за жал се уште не го сваќа, мислам добро е што не го сваќа, не за жал. И мене ми е мило што ете така е, меѓутоа внимаваме бидејќи сме на двата фронта, односно и во таа на джуниор сениор цена и во ова мали дечиња каде што јас и Тами настапуваме скоро секој ден на детските родендени и ние на родендените не пуштаме наши песни, односно песни што не се наменети за деца. Во таа возраст не ги пуштаме од проста причина што не сакаме да направиме, нели, да има искривување на вредности. Баш напротив, ние работиме да го поправиме тоа, со тоа што имаме проблеми каде што има песни кои не се за нив, како што викате вие тригер зборчиња вулгарни, и ние пробуваме да ги натераме да не ги слушаат. Чак што имаме и расправија помеѓу нив, меѓутоа тоа не го расправија, туку ги советуваме, ама те молам пуштиме, не викам таа песна не е за вашата возраст кога ќе пораснете. И така се движат работите сега за сега. Се надам дека ќе на разберат. Значи сепак сте свесни, ја правите разликата помеѓу малите и големите, помеѓу она што треба тие да го слушаат и она што треба да биде и општествена па и човечка одговорност. Апсолутно. Ние имаме одговорност огромна, бидејќи сепак доаѓаме до најнежната и најранливата категорија на човековиот постоење, односно децата, најневини се и мора да внимаваме нив што им ставаме како вредности, бидејќи тие кои ќе ги земат тие вредности веќе со нив нема менување. Како викаат, телето се учи волот не. Ме интересира кој ти е рол модел од светската музичка диџејска сцена? Искрено имам микс помеѓу неколку диџеи, ако конкретно зборувам за диџеи, мене ми е искрено голема инспирација DJ Khaled и DJ Snake. И Девид Гета тука секогаш влегува во таа голема тројка. Нивните преработки, они што го работат на светската јавност и на светската музичка индустрија ми е многу инспирација, многу сакам да направам такво нешто во Македонија, целам кон тоа да се соработува помеѓу сите нас без разлика кој што е, каква музика прави, туку да има соработки и да бидат позитивни. Најпрви се фокусирав на таа еден вид детска музика, таа не е детска музика, таа commercial music, бидејќи комерцијалната музика најчесто децата ја допираат одма до нејза. И се фокусираме на таа комерцијална музика и сакаме да го направиме тоа баш тука. Што мислиш, дали може да допреш малце подалеку надвор од нашите граници со твојата музика? Моментално имам фокус само во нашата држава, ја сакам многу, ја почитувам и сакам да ида тука напред работите. Дај Боже, ако се отворат прилики, јас сум за и би ги искористил во правилна насока. Сега малку пецкави прашања те поврзуваат со Кристина Димитри, една од нашите најпознати моделки, манекенки, пејачки, мисици. Како стоиме на тоа поле? Како сме денес со Кристина? Супер, јас се смирив со Кристина, јавноста можеби и знае. Имавме супер соработки, многу убаво работевме, имавме премногу настапи, имавме премногу повици во телевизија и спонзори кои не беа позади нашите музички спотови. Многу ми е драго што е каде што е денеска и ние си комуницираме баш како нормално. Дури си направивме муабет, леле, малце претеравме со тоа што се искарапме, малце не бевме свесни што можеме да направиме и за жал јас веќе се фокусирав на едната страна, односно на DJ Тами заедно со Боно, а она се фокусираше на својата страна. Меѓутоа ништо не се знае во Македонија, знаете свет, секој чудо е 3 дена. Мислам дека ние сме отворени за соработка, така јас сум со сите, немам никаков проблем и мислам дека можеби во иднина и нешто ќе се случи со Кристина да извадиме некоја уште една песна можеби. Кој ти е најдобар другар од естрадата? Најдобар другар од естрадата? Па и поддршка. Поддршка ми е искрено Марко Слаткар ме поддржува целосно во Инстаграм разговори. Тука беше и Панчо, ви кажав, со почит огромна спрема него. Позади, мислам, он не е естраден лик, позади целата моја успешна приказна стои господинот Јане Јанев, кој е основач на Book Lollipop агенцијата за диџеј, која веќе 15 години гради успешна приказна и он е тука целосно ме бодри, целосно ми го осветлува патот на некој начин и многу сум благодарен и мислам дека и задоволен од тоа што моментално го имам постигнат. Ме интересира што би правел во иднина, со што би ја изненадил публиката следно, дали може би дуетска песна повторно или може би некој ремикс направен или па нешто сосема ново што не е може би ни видено на овие простор. Планирам публиката да изненадам со убаво шоу во кое нема да го говорам во јавноста заради тоа што сакам да се остане меѓу мене, да не ми го искористи некој.
и мислам дека ќе ми се допадне бидејќи планираме да донесеме работата на повисок левел, односно на стапите. Не ништо друго конкретно, само на стапите сакаме да ги донесеме на друг левел. Музиката ќе продолжам да работам вака во колаборации, заради тоа што сметам дека сам кога правам музика не ми е интересно, ми е поинтересно кога има некој фьючеринг, односно кога има гостување. Целам кон тоа, многу имам проблем со времето бидејќи имам премногу ангажмани и тоа се само изговори, така вика мојот менаџер, и ќе стиснам заби да покажам таа позитивна приказна од мене и таа цел што сакам да остварам. Активен си на социјалните мрежи, конкретно Инстаграм и ТикТок, мислам, за Инстаграм знам сигурно, да. Дали ти сметат негативните коментари, како се носиш со нив, бидејќи секогаш ги има? Апсолутно. Дел од нив ги сваќам на срце, ги ставам обвезно. За жал, таков сум ја, рако хороскоп, ме пипнува баш се. Пробувам да видам дали можам да го подобрам мислењето најпрви, а односно потоа ако видам дека не можам, ако увидам дека не можам, се откажам и тоа нека види понатака што ќе се случи, па можеби ќе се разубеди. И еве и за крај би те прашал дали имаш некоја со која што го делиш креветот? Фако делам креветот со мојата љубов, а мојата љубов најверојатно ќе се покаже во следниот период. А сега сме во рубриката 10 ама, со нас е DJ Боно. DJ Боно, имаме за тебе неколку прашања. 10 ама рубриката е поставуваме неколку прашања, ти ни даваш оценка од 1 до 10 и ни кажуваш зошто. Првото прашање би било за тебе, 10 ама на прв состанок ја носи мајкај. Мајкај на прв состанок 0. Зашто? Што имам јас со мајка, ја не ја барам, не мајка. 10 ама кога ќе излезите прави повеќе селфиња отколку што зборува со тебе. 0 автоматски. Зошто? Не можам јас да сватам ја што е тоа. Ако си излегла со мене, треба да се радуваш на моментот со мене. Значи не да се сликаш ти, тоа не ми е сватливо. 0 компир дефинитивно. 10 ама на првиот бакнеш и звони телефонот со мамичка. Тоа е 10, се грижи мајка, тоа е 10 за мене. Се грижи мајка. Значи тоа може? Може тоа, може. Прифатливо. 10 ама не знае да пее ниту една твоја песна наизуст, ама знае да испее цел репертоар од српски пејачи. Тоа значи дека има позитивна енергија во нејзе, 10 за таква. 10 ама секогаш ти вика супер изгледаш, а на Инстаграм лајкнала 3 другари пејачи твои. 0, не прифаќам такво нешто, љубоморен човек. 10 ама кога ќе ја запознаеш со друштво, таа бара микрофон да запее прва наместо ти да запееш. Супер, тоа значи дека јас ќе бидам расположен покрај нејзе 10. 10 ама секогаш задоцнува и ти вели да не бидам прва, знаеш. Океј, жените се такви, девојките се такви, така да 10. И 10 ама кога ќе дојде во концерт, повеќе гледа кој е во публика отколку тебе на бината. 0. Поле на не ни доаѓа ако така. Сега сме во рубриката Kiss Mary Kill. Ние му поставуваме на DJ Боно 3 прашања од Hype. Трите прашања се со кого ќе се бакнеш, со кого ќе се ожениш и кого ќе убиеш. Ние имаме 3 предлози кои што би ти ги предложиле. Првата е Лара Иванова, втората е Антонија Гиговска и третата е Сузана Гавазова. Леле, каква комуникација, каква споредба. Антонија Гиговска веќе има сопруг, така да ја би одма кил. Ништо лично, само дека има сопруг. Сузана Гавазова исто така е преубава жена, еве нејзе би ја бакнал, а би ја омажил Лара Ивановска дефинитивно. Со среќа нека вие. Фала ви. И таа има дечко леле што направив, нема врска, окей, извинете. Добро, секогаш постат грешки. Извинете, убава вечер да имате. Фала ти.